Во вестите на Канал Вис разговараме со режисерот Дејан Дамјановски, кој што ја поставува во Струмичкиот театар представата 12-та ноќ спротив водици. Господине Дамјановски, вие не сте прв пат во Струмичкиот театар, имате работно искуство со овој ансамбл и претходно, но ја поставувате за прв пат овде представата 12-та ноќ спротив водици, една комедија која што се чини дека многу ретко се поставува на театрите во Македонија. Зошто изборот на токму оваа представа? Најпрво треба да кажам дека значи насловот може малце да е збунувачки, бидејќи има практично два наслови, 12-та ноќ и спротив водици. Тоа го направивме од проста причина што речеме можеби драмата е попозната како 12-та ноќ, но тоа пак ништо нас не ни зборува за тоа зошто е тоа 12-та ноќ. Фактички станува збор за ноќта спротив водици, која што е последниот ден од оние посни денови, во која што нели започнуваат во католичката, барем во нели католичката и протестантската религија започнуваат карневали и така натаму, а спротив водици го оставивме ем за појаснување, ем да се испочитува препевот, насловот на препевот на Драги Михајловски. Јас со Струмичкиот театар работам трет пат, така што повеќето од луѓето ги знам. Она што е предизвик е секогаш предизвик кога се работи со голем ансамбл. Не само продукциски, туку веќе и на нели некакви професионални меѓучовечки односи за тоа да се одржи како ансамбл, како група, како трупа, како една енергија заедно. Тоа е од една страна, нели практичните проблеми на терен, другата страна е секогаш кога се работи со стих, проблемот на стихот. Имајќи во предвид дека ретко се работат кај нас стихови, тоа не го сметам за пропуст, просто се нели стихот сепак припаѓа на едно минато, Молиер, Шекспир, нели Расин и така натаму. Актерите од образованието наваму ретко имаат прилика да го прават тоа и некогаш се губи форма, така што одреден период од процесот треба да се посвети на тоа за луѓето да почнат да го усвојат тоа, да мислат во стихови. Добро, сега оваа драма не е баш во стихови само напишена, е и доста во проза, можеби најмногу од сите други во проза. Но во секој случај таа реченична конструкција, таа поетска форма на драмата бара еден друг вид на мислење. Значи, повеќе овде главно дејствието е во зборови, отколку во некакви нели физички дејствија на кои што ние сме навикнати во некоја посовремена драматургија. Така што овде тоа е еден од битните предизвици. И се разбира сето тоа како ќе се склопи и како ќе изгледа пред публиката. Имаше ли поголеми прилагодувања на текстот на оваа представа? Значи драмите на Шекспир си се напишани за едно одредено време, за една одредена публика, за еден одреден културен контекст и нели дури и онакви, како би рекол, изведувачки некакви правила, бидејќи е пишано за конкретна сцена како изгледа. Сега тоа транспонирано во денешно време треба да добие известни, ако не и поголеми прилагодувања, затоа да може да биде прилагодено на сенсот на денешните актери, прво, нели, на креативен тим и мои на сите други, но и нели нормално и на публиката сето тоа. Така што има доста големи парчиња кои што се скратени, но пак од друга страна е задржана целата приказна, видејќи во оваа драма заплетот е фантастичен. Мислам дека не постои така добро напишана комедија друга на Шекспир. И е многу тешко да се извадат некои парчиња да не се наруши целината на нели. Колку време се работи на представата? Мислам од првите читања на текстот па до денес кога сме на ден пред премиерата. Па вака, значи бидејќи јас водам дневници стално на пробите некакви, мои лични, представата е направена за точно 40 проби, значи севкупно. Но пак тие беа распоредени поинаку во времето, затоа што ние ги почнавме во февруари, почнавме со читачки проби, но јас направив пауза, бидејќи во мојата матична куќа Велес имав веќе ангажман еден кој што требаше да го завршам. После во Струмица правеа и друга представа, така што малку се одложи тоа. И може некој да каже дека многу долго е тоа, но практично ние имавме точно 40 проби до заклучно со предпремиерата.